Фондот за здравствено осигурување по барање на Министерството за внатрешни работи спроведе детална контрола на боледувањата кај вработени во Министерството за внатрешни работи во втората половина од 2025 година, при што биле опатени 80 осигурани лица со вкупно 514 боледувања. Како што соопшти директорот на ФЗО Сашо Клековски, најголем дел од боледувањата траеле до 7 дена, додека дел имале подолг временски период. Најчесто евидентираните диагнози се однесувале на заболување на респираторниот систем, мускулно-скелетниот систем и дигестивниот систем. При контролата биле утврдени неправилности кај 29 од вкупно 80 лица, што представува околу 37% од опфатените случаи. Од тие лица, дел од боледувањата биле оценети како неуредно издадени, при што неправилности се утврдени кај околу 19,5% од вкупниот број контролирани боледувања. Паралелно извршена и контрола на приватни здравствени установи, при што биле опатени 105 ординации од различни области. Неправилности биле констатирани кај значителен дел од нив, како и кај дел од специјалисти и комисии. Според Фондот за здравствено осигурување, најчестите пропусти се однесуваат на неисполнување на задолжителните диагностички постапки, согласно важечките правилници. За утврдените неправилности се водат постапки за изрекување казни во вкупен износ од околу 1,2 милиони денари. Од фондот посочуваат дека оваа активност е дел од засилените контроли со цел спречување на злоупотреби на системот за боледувања, подобрување на контролниот механизам и заштита на средствата од задолжителното здравствено осигурување. На предлог на директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојан Чангелов, двајца нови пилоти успешно ја завршија преобуката во Шпанија за управување со противпожарните авиони Ер Трактор, со што се стекнаа со сертификати за летање во услови на гасење пожари на отворено. Пилотите, меѓу кои пензионираниот полковник Роберт Малезански, Горан Блажевски, поминаа 3-неделна обука во Европскиот тренинг центар Титан во Шпанија, специјализиран за воздухопловна противпожарна борба. Со нивното враќање во земјата, ДЗС ќе дочека предстојната летна сезона со зголемен број обучени пилоти. Со ова вкупно 5 пилоти во дирекцијата поседуваат меѓународно признати дозволи за управување со противпожарни авиони од типот Ер Трактор, вклучително и амфибиски модели кои имаат можност да полнат вода од езера и други водни површини. Од ДЗС посочуваат дека навремено се обезбедени сите услови за обука и сертификација, со што значително се зајакнува оперативната подготвеност на институцијата за справување со пожари на отворено во предстојниот период. Во експлозија што се случила во округот Фатих во европскиот дел на Истанбул се урнале 2 згради, при што спасувачките служби интензивно трагаат по лица кои се верува дека останале заробени под урнатините. Канцеларијата на гувернерот на Истанбул соопшти дека најмалку 5 лица се затрупани. Се претпоставува дека експлозијата, поради која се урнале соседните објекти, е предизвикана од истекување на природен газ. На местото на настанот се ангажирани екипи од управата за управување со катастрофи и вонредни состојби, како и противпожарни и медицински тимови кои учествуваат во спасувачката акција. Според последните информации, досега се извлечени 3 лица од урнатините, тие се пренесени во болница. Потрагата по останатите продолжува. Властите засега не соопштуваат детални детали за состојбата на повредените, ниту за причините што довеле до експлозијата. Цените на нафтата забележаа значителен пад откако поранешниот американски претседател Доналд Трамп навести дека тековни разговори меѓу Соединетите американски држави и Иран би можеле да доведат до деескалација на конфликтот на Блискиот Исток, објави CNN. Глобалниот репер за нафта Брент падна за повеќе од 7%, спуштајќи се под $99 за барел, откако претходно во текот на денот достигна ниво од околу $114. Истовремено американскиот репер VTI забележа пад од околу 8%, достигнувајќи околу $90 за барел. Пазарните движења следуваат по објавата на Трамп на социјалната мрежа Truth Social, каде тој наведе дека САД и Иран во изминатите денови воделе, како што рече, продуктивни разговори за надминување на несогласувањата. Тој додаде дека диалогот ќе продолжи во текот на неделата и дека американската страна привремено ги одложува планираните војни активности поврзани со иранската енергетска инфраструктура, во зависност од исходот на разговорите. Сепак иранската страна негираше дека се водат официјални преговори со САД,
што внесе дополнителна неизвестност на меѓународните пазари. Овие геополитички сигнали претходно доведоа до раст на цените на нафтата, кој продолжи и на почетокот на неделата, пред најновите најави за дипломатско приближување да предизвикаат нагло намалување на цените на нафтата. Во пресред на празникот Великден, временските услови во земјава ќе останат променливи со чести врнежи од дожд, покажуваат најновите прогнози на светските метеоролошки сервиси. Во текот на оваа седмица се очекува нестабилно време, сутрински температури кои ќе се спуштат до околу 2 степени Целзиусови, додека дневните ќе достигнуваат до околу 19 степени. Слични временски услови се прогнозираат и за следната недела, кога утринските температури ќе бидат нешто повисоки, околу 4 степени, а дневните ќе се движат до околу 15 степени. Почетокот на април ќе продолжи со променливо време, но во деновите пред Великден се очекува краткотрајна стабилизација на времето и повеќе сончеви периоди. За самиот празничен ден, според прогнозите, повторно се најавуваат врнежи од дожд. Во втората половина на април ќе преовладува нестабилно време со постепен пораст на температурите, при што утринските ќе се движат од околу 8 степени, а дневните ќе достигнуваат и до 22 степени. Нестабилниот временски тренд, според најавите, ќе продолжи во мај, кога се очекуваат чести врнежи од дожд и покрај постепеното затоплување на времето.